Почитувани граѓани на општина Газибава, почитувани представници на медиумите. Општина Газибава е пример како ние градеме, а како ВМРО ДПМН мислеше само како да краде. Јурумлери за прв пат после 20 години добива фекална канализација и се ослободува од црна кал, а ВМРО ДПМН со години овде беше власт и не направи ништо освен што им ги крадеше парите за својата бела палата. Ние изградивме вакуум станица за фекална канализација за цело Јурумлери. Прва од ваков вид во Македонија. Прва фаза е изведена со поставување на инфраструктурата кон 2 улици и домаќинства и продолжува втората фаза кон другите краци. ВМРО ДПМН им бараше само придонес на граѓаните за водоводот и канализацијата. А сега инфраструктурата до улиците е бесплатна за жителите затоа што ние ги насочуваме парите кон граѓаните. За прв пат по 20 години централната власт подаде рака на Газибава и само за патна инфраструктура во оваа општина се дадени 1.920.000 евра. Владо Мисајловски доаѓа да се шета овде, но нема објаснување зошто кога седеше во владата на Груевски како министер за транспорт и врски не се заложи за градба на канализацијата во Јурумлери, за водоводот во Раштак, за водовод во Булачани, каде сега се вложува, а тие ги оставија луѓето без вода во 21. век. Само во изборна единица 2, со инвестиција од 48.585.698 денари, се изградени нови рехабилитирани се над 159 километри патишта. Низ целата држава се градат автопати, 300 километри експресни патишта, 900 километри локални патишта. Обновуваме повеќе од 1500 километри постоечки патни правци. Интензивно се работи на локалната инфраструктура и дополнителни 500 километри водовод и канализација. Направивме пресврт и покажавме што значат политиките на парите кон граѓаните наместо во джебови на режим. ВМРО ДПМН ги краде парите на граѓаните, а ни Мицковски, ни Мисајловски не знаат економија. Ние овозможуваме брза развојна економија, можеме уште повеќе и уште подобро. И затоа на 15 јули продолжуваме во сигурна иднина заедно и само напред.